Мислам дека дојде време да се обединиме. Дојде моментот кога единството, нашето единство, ќе го докажеме дека е најголема сила. Ќе покажеме дека нашата различност може да носи просперитет на нашата држава. Затоа ние денес од тука од Крушево и од цела Македонија зборуваме само за она како ќе ја градиме и како ќе изгледа Македонија после 24 и после 8 со ваша огромна помош, со помош на крушевчани, со помош на луѓето од изборна единица 5, со граѓаните на цела Македонија. Ние не водиме кампањи против никого. Ние водиме кампања за доброто на Македонија и за ваше добро како нејзини жители на оваа наша прекрасна земја. Ние сакаме да побараме поддршка за да може да изгледа Македонија онаква каква што ја сонувавме во 90-тите години. Сонувавме просперитетна, модерна држава, држава која што беше и мора да биде повторно респектирана и во меѓународниот фактор и на Балканот, меѓутоа да биде ценета и тука од граѓаните во нашата држава, бидејќи се повеќе наши граѓани гледаат со недоверба кон нашата држава. И затоа ние кажуваме дека нудиме различен концепт. Затоа ве повикуваме на 24-ти да излезете масовно да гласате за концептот кој што го предлага ВМРО-ДПМН, концептот за преседател на Република Македонија Гордана Силјановска-Давкова. Од очите на луѓето заклучив дека има многу желба, многу емоција, мобилизација, што е многу важно, и свесност за моментот кој што е пред нас и предизвикот кој што е пред нас, бидејќи ова не се обични избори, многу значајни избори за иднината на Македонија како држава, онаква каква што сакавме да биде, но во меѓувреме се обидувам на сите настани да се обратам и до оние кои што во минатото го дале својот глас и на СДСМ, или на оние малкумина кои што се уште се дел од структурата на СДСМ или ги поддржуваат политиките на СДСМ. На овие избори јасен е победникот. На овие избори победникот ќе биде коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН Твоја Македонија. А следниот председател ќе биде професорката Гордана Силјановска-Давкова. На овие избори, покрај оваа основна цел, нашата задача, нашата цел ќе биде конечно Али Ахмети и Дуи да ги пратиме после повеќе од 2 децении во политичка пензија. Многумина од раководството на ДУИ ме обвинуваат дека сум бил антиалбанец, дека сум бил ксенофоб. Зошто? Затоа што сум зборувал гласно за криминалот на овие луѓе. И не зборам за сите членови и симпатизери на ДУИ. Туку зборувам за неколкумина кои што се дел од раководството и кои што изминативе повеќе од 2 децении се дел од власта во Македонија, ја ограбуваат, засрамуваат и понижуваат Македонија. Овие избори не се избори помеѓу нивната лага дека ВМРО-ДПМН е било против Европската Унија, а тие биле за Европската Унија. Ова се избори кога одлучувате за Македонија, горда, достојна, просперитетна држава, или понижена, ограбена, засрамена. Представник на овој вториот концепт е Стево Пендаровски. Од друга страна, драги пријатели, ја имаме Гордана Силјановска-Давкова, која што ја знам лично. Жена борец која што категорички и резолутно кажа не за бугарскиот диктат во рамките на македонскиот парламент изминативе 4 години, заедно со уште 43 титани
дел од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, не за диктати, не за бугарскиот диктат, останаа достојни на довербата која што ја добија од народот. Ти на овој крстопат што си